Нашите гости слегуваат од колата. Добро дојдовте во Малешевијата, во нашиот град Берово. Па вашето училиште се наоѓало во центарот на градот и многу лесно не излезе пред очи. А ова секако е бистата на вашиот патрон. Да, ова е легендарниот дедо Илјо Малеш. Тој бил голем мајдучки војвода и до длабока старост својот живот и го посветил на борбата. Вие започнавте разговор така одеднаш како да се познавате кој знае од кога и колку. Такви сме ние, непосредни, слободни и едноставни. Туку, ако сакате да ми одговорите на едно прашање. Имено, како дошло името Малеш? Крајот наш е изразито планински, со средна надморска височина од околу 850 метри. Тоа го потврдува и потеклото на самото име Малеш. Тоа постанало од илирскиот збор маљ, што значи планина или планински крај. Дека и така ќе се убедите ако појдеме на најубавото, најсунчевото и најтивко место што се викаа Баница. Тука планинските куќички растат како пеќушки. Сиот овој крај е мощно интересен со овие борови шуми. Ова е нашиот прв управник на училиштето дедо Илјо Малешевски и самиот борец од нов, сега пензионер. Без друго дека ќе ни речете нешто од познатата историја на Берово и од познатите бунтовнички имиња на овој крај. Кога се зборува за нашиот Малешевски крај, тој е еден од големите револуционерни и бунтовнички краеви, нарочито особено за време на турското робство. Малешево е дало многу револуционери кои се бореа и кои се бореа за ослободувањето на нашиот народ, на македонскиот народ и чии имиња са забележени во историјата, во нашата национална историја и во историјата на македонскиот народ. Дедо Ванко, а кои ви беа најрадосни и најстрашни мигови од вашиот живот? Па најсреќни и најважни мигови од мојот живот, јас бех најсреќен кога германците од тука отступија, кога веќе се повлекоа при повлачењето од Струмица за Берово, после борбите, тие се повлекоа наполно и на 23 август 1944 година партизаните нападнаа на Берово заедно и под раководство на Вера Ацева, го ослободија Берово и така слободно Берово ние почнаваме да организираме курсеви учителски за отварането на првите македонски училишта. Така да на 20 ноември се отвори првото македонско училиште во Берово, тоа македонско училиште на кое се предаваше на македонски јазик на децата и јас најсреќен ден и најсреќен момент во мојот живот ми беше
кога бих назначен за прв раководител на првата седмолетка после ослободувањето на Берово и ослободувањето на целата околија. Така да и во другите места на тој ден се отворија сите македонски училишта во сите населени места и отпочна наставата на чист македонски јазик за нашите мили деца. Кога претрпевте најголем страф? Па јас претрпев најголем страф кога германците се повлачеа од Струмица преку Берово, една единица нивна. Тие се задржаа скоро 2 седмици во Берово и водеа големи борби со партизаните деноношно по нашите ридишта около Берово. Јас за тоа време како член на Народно-ослободилачки одбор, на првиот Народен ослободилачки одбор, се грижех за снабдувањето, за храна, како курири и еден ден кога требаше да спаднеме да извлечеме еден ранени партизан кој се криеше во една плевна, германците не запазија бидејќи ношно време спаднахме од планината и со лампица беше осветлено, тие не запазија и отворија голем оган на нас така да можеше некој од нас да загине. Тоа ми беше на мене претрпен најголем страф. А селото Русиново во кој беше убиен големиот револуционер Неилинден Дамир Груев сигурно е наблизу. Многу е блиску. Тоа злосторство го извршија предавниците на врховистичкиот ред. Овој Малешевски крај одамна е населен, нели? Туку името Берово, дали е сврзано со некое потекло, како што рековте пред малку за Малеш? Има 3 предпоставки. Една од времето на илирско-тракиските времиња, кога постоела така наречената Туртела населба. Познат е римско-византискиот период, турскиот и денешниот. Така во 17. век постоеле околу 16 населби и тие почнале да се берат кон денешниот град. Оттаму тоа собирање на населбите се поврзува со името Берово. Другата предпоставка се поврзува со името на некој сточар по име Берислав, го викале скратено Беро, па оттаму Берово. Третата предпоставка се поврзува со периодот кога сточарството во овој крај било многу развиено. На Малешевските планини, прочуени по своите пасишта, се собирала стока од повеќе краишта – Кочанско, Штипско, Струмичко и Тетовско. Таквиот збир на сточари и стока се нарекува береница. Како и да е важно, Берово е многу живописно, планинско и чисто градче. Неговиот пейзаж со борова шума е чудесен. Овде така лесно се дише. А ова удобница на каде води? Таа ќе не одведе кон нозете Малешевка, каде што се прават и убавите сокови од рибизла. Овде ги има многу и се мощно квалитетни. Таму е Исток Транс, ОЗТ, транспортна организација. Познато ми е дека имате и убава брана со езеро. Да, таму се наоѓаат кучичките каде налето летуваат деца. Овде летно време е многу убаво.
Ваква убава бурова шума, играњето и шетањето ни даваат нови сили. Тука во Малеш е изворот на Брегалница, нели? Да, и не тамо е. Со Брегалничката клисура овој крај се проврзува преку патот што го изградили уште римјаните. Караванскиот пат од Трботивиште одел по десната страна на Брегалничката клисура, па преку Разловци и другите села слегувал на реката Струма и одел за Солун. Преку Малеш минувал и друг пат кој тргнувал од Ќустендил, па преку Пехче водел за Струмица. Овде кај нас е развиено и родарството. Во Малеш тоа датира од времето на римјаните, за тоа време сведочат остатоците од бањите во Пехчево. Во нашиот разговор колку многу се служевме со за нас познатиот вид зборови именките. Да се подсетиме. Зборовите што означуваат име на суштества и предмети или нешто што го замислуваме како предмет, се викаат именки. Иако сите зборови со кои ги именувавме Малеш, Берово, Борови, Шумата, римјаните, партизаните се именки, сепак тие се разликуваат според своето значење. Без друго дека постојат разлики. Ете, на пример, Малеш, Берово, Пехчево. Тоа се географски имења. Берислав е име на човек, живо суштество. Именките што означуваат име само на едно определено суштество, населба или географски поим се викаат сопствени именки, а сопствените именки се пишуваат со голема буква. Крајот на Малеш е многу живописен. Градчето Берово е најголемо во Малешевијата. Градот го доби своето име по познатиот сточар Берислав. Зошто се пишуваат со голема буква? Се пишуваат со голема буква затоа што тие се неповторливи. Дори и да има многумина со името Берислав, кога ќе речеме сточарот Берислав, Берислав е единствен и неповторлив. Многу често грешиме во пишувањето кога сопствената именка ќе ја помешаме со присвојната придавка. Зошто зборуваш за придавка кога сега зборуваме како се пишуваат сопствените именки? Ама токму тоа сакам да го објаснам. Еве, Малеш се пишува со голема буква. А ако сакаш да напишеш Малешевски крај, со каква буква ќе го напишеш? Со голема или со мала? Со голема. Со голема? Па, што се смеете? Па тоа е само еден Малешевски крај, нема повеќе. Ма не лути се. Еден е Малешевски, ама сега тоа не означува именка, туку присвојна придавка. Зашто стојде именката крај и ја појаснува токму таа именка. Па да, така беше. Велиме, ова е Малешевски крај. Ова е Беровско училиште. Ние ја видовме Брегалничката клисура. И тие се пишуваат со мала буква. Беровец, Малешевец, Битолчанец. Затоа велиме, сите именки што означуваат географски поим се пишуваат со голема буква. Ако пак се составени од повеќе зборови, сите ќе се напишат со големи букви. Например, Социјалистичка република Македонија. Со голема буква ќе ги пишуваме именките што означуваат имиња на народи и припадници на одделни националности. Например, Малеш бил покорен од римјаните. Наспроти сопствените именки, кои заклучивме зошто се пишуваат со голема буква, со мала буква се пишуваат другите именки. Има едноставни објаснувања зошто се пишуваат со мала буква. Зошто велиш има едноставни објаснувања? Па еве да ги земеме за пример општите именки. Општите именки означуваат име на сродни предмети или живи суштества и затоа се нарекуваат општи. Па штом се повеќе, а се именувани со заедничко име, тогаш е разбирливо дека ќе се пишуваат со мали букви. Ова се шуми, ова се борови, таму се гледаат селата. Според ваквото сваќање би требало избирните именки да се пишуваат со мала буква. Секако, збирните именки означуваат име на повеќе предмети како збир. Например, лисја, дрвја, борови дрвја има многу. Дабовите лисја се убави. Именките што означуваат дејство, настанати се од несвршените глаголи со наставката ње. И таквите именки ќе ги пишуваме со мала буква. Одење, трчање. Досега зборувавме за именките и ги рековме најважните работи и за сопствените, и за општите, и за збирните именки, како и за именките што означуваат дејство.
Меѓутоа, именките воопшто се делат на конкретни и апстрактни именки. Се она што не обкружува околу нас или се што постои во природата има свое име. Именките што означуваат име на конкретни, вистински живи суштества и предмети кои ни се достапни, така што можеме да ги видиме и допреме, се викаат конкретни именки. Кога раскажуваше дедовано рече: најголем страв доживеав во војната, најголема радост доживеав кога го ослободивме Берово. Именките страв, радост и слично можеме само да ги замислиме, заради што се викаат апстрактни. Да се надеваме дека овие поими сега се појасни. Да продолжиме да зборуваме за Берово и Малеш со помош на конкретни и апстрактни именки. Сега кога ги знаеме, сигурно ќе раскажуваме поуживо.